Мислам дека не се. И мислам дека и јас не сум бил во одредени моменти. Воопшто. Сум бил насочен кон тоа да го представам идентитетот, артистот. Што и на сите тоа ни е очигледно целта, не да се представиме вистински директно, кажи си бе, јас сум овој извор, оваа љубов, ова директно искуство на слобода сум јас. Не, него цело време така, низ идентитети некако, па чекај са овие ќе ме видат, па јас морам да изгледам вака, морам така, морам ова да го кажам, треба тоа. И автоматски уметниците го прават она што го сака таа дисфункционалност на свеста да го види. И тоа така се талажи постојано и со исклучок на многу уметници, многу артисти кои што будно, постојано творат, пишуваат, работат, пренесуваат пораки, меѓутоа малку се. И сега пак ќе се вратиме на тоа кому му се случува ова и кој ми го зима мене тоа право на слобода и да се променам, И си викам, па јас, ај промени се. И сега тука има битка една која што е најголема битка што секој треба да издвои тоа сам со себе, односно сам таа вистината, таа слободата со егото, односно со суетата, со идентитетите, чистење едно, форматирање буквално и заседување на нови програми, односно будење на оние старите вистинските кои што секогаш постоеле, само сме ги заборавиле. Јас тоа го направив. Значи, многу лесно, многу едноставно е. Само треба така, интенција, намера. Не сум видел се уште луѓе кај нас, поготово нели овие големиве идентитети на лидери, се уште не сум видел некој со намера, со интенција да направи некаква промена, не за добробит на сите битија. И замислете, излага сега, не знам, председател, премиер или не знам тој, и не се представува овака со читање, низ мок, низ сила, него се представува директно, значи се облака гол буквално. И да се соопшти. Јас тоа го немам приметено ниту кај артистите, со исклучок кај уметниците, најмалку кај лидерите или елита или политичари, најмалку, никогаш. Да имало, сигурно да сега имало промени, многу луѓе ќе се поистоветеле со тоа и ќе сме биле слободни, меѓутоа не е тоа така.